Премиерот Зоран Заев на компаниите им нуди избор во петтиот пакет антикризни мерки. Овој пат тие ќе можат да бираат помеѓу плати и кредити. Нормално дека слушнавме од страна на трудоинтензивните дејности и на многу други компании дека не може баш така да ја окинеме мерката субвенции преку плати. Веројатно ќе имаме опционо нудење на оние големите пари во делот на директното помагање на компаниите заради сачувување на работните места, а тоа ќе бидат веројатно делот на плати, за да може да го изберат граѓаните, или да може да изберат бескаматни кредити со грантови. Конечната одлука ќе се донесе во текот на овој викенд, но прашањето е дали овој предлог им одговара на компаниите. Па тоа е веќе добро решение. Значи, владата реагирала на сите наши заложби што беа и докази со анализи на меѓународни организации на труд и така натаму. И сега останува само да ги видиме уште критериумите, кои ќе се напишат законите, точно кои критериуми, бидејќи многу се важни критериумите што ќе бидат ставени. Значи, кој ќе биде спореден период и така натаму. Затоа што на таков голем пат што го имавме во март, ако рачунаме уште 30% пат, тоа значи дека во однос на просекот 2019 треба да имаме 70% пат. Така да ги видиме уште критериумите, иначе одлуката е за поздравување. До сега од буџетот за надминување на ковид кризата се исплатени 1,1 милијарда евра, од кои 360 милиони се директна помош за стопанството.